Општина Македонски Брод е една од општините во Република Македонија која во последниве години навистина забележува своевидна ренесанса. Кога ова го велиме, пред се мислиме на подобрувањето на патната инфраструктура, меѓутоа и на другите бројни проекти кои се реализираа во изминатиот период. Господине градоначалниче, најпрвин честитки еве за ова што можеме да го видиме, меѓутоа факт е дека еве во изминативе 2 години откако повторно вие сте на чело по трет пат на чело на општината, значи сликата видно се менува. Што конкретно еве успеавте во овој мандат да реализирате за овие 2 години? Најпрво благодарам за пофалбите од ваша страна. Општина Македонски Брод во периодот од претходниве 2 години може да се пофали со подобрување на локална инфраструктура и инфраструктура на улици во Македонски Брод. Така сега се најдуваме на една од улиците кои беа во предизборната програма, и тоа улици, 8 улици точно во Македонски Брод, целосно асфалтирани за вредност од 30 милиони денари кои ги обезбеди локалната самоуправа. Покрај улиците исто така во Македонски Брод изградивме и пешачка патека од пешачкиот мост на реката Треска до плоштадот во Македонски Брод. Овие се проекти кои се тука во Македонски Брод, а имаме многу исто така локални проекти и на територијата на нашата општина, така што можеме да се пофалиме со доизградба на водовод во село Грешница, неколку локални мостови во нашите села, почнувајќи од село Русијаци, село Могилец, Самоков и во неколку други села каде се изградени овие локални мостови потребни за нашето локално население. Велите дека ова главно е изградено со средства од локалната самоуправа, меѓутоа сигурно дека имате поддршка и од централната власт, па кажете ми кои се проектите кои што ги реализиравте со помошите и на централната власт. Така, голема благодарност до владата на Република Македонија, посебно за Агенцијата за рурален развој, бидејќи имаме огромна поддршка во реализирање на проекти кои заедно ги ветивме со владата на Република Македонија на изборите во 2013 година. Така, тука кај што се најдуваме до нас, изграден е фудбалски стадион за нашите млади да спортуваат во Македонски Брод. Исто така изградивме 2 спортски сали во основното училиште Свети Климент Охридски и во средното општинско училиште Свети Наум Охридски, така да овие спортски сали се еден подвиг за нашите млади, а во тек е изградба и на тениско игралиште исто така во склопот на основното училиште Свети Климент Охридски. Ова се дел можеби проекти кои што беа спомнати во изборната програма, дали можеме да кажеме процентуално колку од она што беше ветено е реализирано во Македонски Брод и дали има нешто што можеби не беше ветено, меѓутоа по барање на жителите се направи? Така, има проекти кои не беа ни ветени во изборната програма, а ние ги изградивме, а тука сакам да спомнам дека 80% од ветеното во изборната програма во Македонски Брод е остварено. Се надевам дека и овие 20% ќе бидат завршени во наредните 2 години, но кажувам со поддршка на владата на Република Македонија. Сакам да спомнам од огромно значење се локалните патишта кои добивме средства од Светска банка кои ги обезбеди владата на Република Македонија, а тоа се средства за асфалтирање на локални патишта и тоа асфалтиране локалниот пат за село Долно Крушје, за село Зркле, за село Лупште, за село Требовље и уште некој можеби не набројав бидејќи се многу, бидејќи исто така е асфалтиран и патот за село Ковач, а во исто така асфалтиравме и локална улица во село Требино, а сега за оваа година, во текот на оваа година ќе бидат завршени 3 проекти кои ги обезбедивме преку Агенција за рурален развој и владата на Република Македонија, и тоа по 3 мерки: 321 асфалтирање на локален пат за село Могилец, 322 асфалтирање на улици во село Самоков и 323 асфалтирање, односно уредување на пештерата Пешна, која е една наша атракција во нашето порече.